Иако министерот не е надлежен да зборува за казнено-поправните и воспитно-поправните установи, меѓутоа веќе зборувавте за спомнавте за партизација при вработувањето. Вие знаете дека јас постојано коментирам и реагирам за начинот на кој што се бираат директорите на казнено-поправните установи. Премиерот Заев го посети Идризово, виде во какви услови живеат осудениците. Знаеше дека еден од проблемите е менаџирањето на затворот Идризово, каде што не владеат законите и државата, туку владее затвореничкото општество. Меѓутоа, и по формирањето на новата влада, повторно прво беше избран еден директор, па тој не успеа да ја извршува својата функција, бидејќи беше комплетно некомпетентен да работи во казнено-поправна установа, ниту пак некогаш видел како изгледа затвор. И второто решение повторно е партиско решение. Јас морам да потсетам дека главните коментари на Комитетот против тортура во сите извештаи се осврнува токму на менаџирањето на казнено-поправните и воспитно-поправните установи. Доколку продолжите да поставувате директори на вакви установи кои што работат со вакви ранливи категории, ние нема да добиеме ниту една позитивна забелешка по однос на напредокот во оваа област, без оглед на тоа што со законот за амнестија излегува околу 600 затвореници и без оглед на тоа што во Идризово има нов дел каде што се трансферирани 600 затвореници. Дали размислувате да ги смените овие практики? Прво, не таму сега да имаме одредени кадровски грешки. Ги поправаме. Нормално треба да се алармира кога нешто не е како што треба. Ете, таму сме се обиделе втор пат. Не се согласувам дека ако е некој партиско решение, дека тоа не е и соодветно. Добро, значи, окей. Затоа што, например, ако зборуваме во негативен контекст за Идризово, сега, барем јас што можам да кажам, можеме сосема поинаку да збориме и за одреден напредок во истрачниот затвор во Шутка, например. Затоа треба поединечно ги гледаме работите и луѓето, и без разлика на дали се работи за казнено-поправни установи, дали доаѓа од партија или не доаѓа од партија, треба да гледаме што тие луѓе прават и веднаш да реагираме кога гледаме нешто што не е, затоа што сега се потсетим, едни од оние кои што можда први ги напуштија функциите кои што им беа дадени, беа непартиски луѓе. И тука нема граница. Доаѓајќи од партија, сметам дека и во партиите имаме солиден професионален капацитет, но дека правиме грешки и имаме несоодветни некои кадровски решенија, апсолутно. И сега јавноста беше многу преокупирана со министри, заменици на министри кои ги беше ге. Не ги тројца, четворица сменија, не е тоа страшно. Реконструкцијата на владата е подоле ќе се случува и сега ќе следат токму тие мерки, кај што и ние малце ќе сакаме да си ги подразчистиме своите редови. Не зборам конкретно за Идризово, таму ќе си правиме анализа, ќе видиме човекот што сега е пред некое време поставен, како функционира, што функционира, како е проблем, немам доволна информација за таму, ќе ме извините. Меѓутоа, апсолутно све е предмет на ревизија, моја работа беше предмет на ревизија. И сосема доволно една година, видиме, сме му дале шанса на некој, бива или не бива работата.